уште една тема во Македонија наутро, за која што сметаме дека сме ви должни информација. Имено Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје со поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер и Центарот за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел организираат регионална школа за безбедност на која што учество ќе земат професори и студенти од Македонија, Бугарија и Србија. Неколку дена преку работилници и дискусии ќе се креираат можни решенија и политики како клуч за подобра регионална соработка. Каква ќе биде програмата, дознаваме од професорот Маријан Ѓуровски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Малку утрово е тмурно, нашата тема малку е потешка за гледачите, но е актуелна. Е дел од нашето секојдневие, така да верувам ќе направиме спој помеѓу актуелноста и она што ќе го работиме престојните неколку дена во Струмица. Професоре, живееме време на сериозни безбедносни предизвици и колку ова време кое што е исполнето со неизвестност, од друга страна е добра можност да се потсетиме дека само со меѓусебна помош и поддршка можеме да придонесеме за градење на глобалниот мир? Доаѓам од Филозофскиот факултет како најстара високообразовна институција на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, каде што има 12 институти, меѓу кои Институтот за безбедност, одбрана и мир, како што споменавте, каде што се реализираат студиски програми од прв, втори, трет циклус од областа на безбедност, одбраната и мирот, и токму дополнителна вредност на дипломата на Филозофскиот факултет од Скопје и Универзитетот Свети Кирил и Методи е токму тоа што правиме спој помеѓу теоријата и праксата и актуелните случувања на нашето секојдневие. За време на пандемијата на COVID-19, пост-ковид синдромот и влијанието на ризиците на целокупното здравје и општественото живење, вклучително и промените кои настана за време на руско-украинската војна агресија, создадоа елементи да ние живееме во секојдневна опасност и закани по безбедноста на човекот, поединецот, заедницата и државата. Тоа не мотивираше во суштина заеднички да ја продолжиме соработката со Фондацијата Конрад Аденауер од Сојузна Република Германија и Центарот за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел, заедно со нашиот институт на едно место да ги собереме студентите од регионот, каде што ќе говориме токму за најактуелната тема, како оваа промена на безбедносната парадигма и ризиците со кои се среќаваме од утрото па во текот на целиот ден, како да се справуваме и заеднички да ја изградиме отпорноста. Споминавте урбаната безбедност во фокусот на дискусијата. Со која цел, кој ќе биде бенефитот за студентите од целата оваа школа? Токму промената и влијанието кои се случуваат, кои ги гледаме секојдневно на европскиот континент со војната во Украина, каде што се руши клучната критична инфраструктура и главните последици ги имаат граѓаните, оценуваме дека нашите студенти покрај предавањата треба практично преку соодветни показни вежби и согледување на сознанијата кои ги имаат земјите од регионот, вклучително Хрватска, Србија, Бугарија и Македонија, да изградиме еден регионален пристап каде што ќе ги детектираме слабите точки во безбедносниот систем и взаемно си помогнеме во делот на креирањето на политики. И токму главната цел и на Фондацијата Конрад Аденауер и на Филозофскиот факултет е да направиме еден спој на практични елементи на регионална школа, каде што едноставно ќе создадеме механизми и да им помогнеме и на државните и недржавните актери во справувањето на секојдневните безбедносни проблеми. Долгогодишна е соработката со Фондацијата преку различни програми и проекти, во кој фокусот го ставате токму на младите. Една од приоритетите во делувањето на Фондацијата Конрад Аденауер е програмата и областа на безбедноста и тука е заедничкиот интерес каде што во изминатиот период соработувавме во еден од проектите, тоа е регионалната школа, создавањето на безбедносен индекс, безбедносни форуми и конференции, издавачката дејност која континуирано ни ја поддржува оваа германска фондација, односно германската држава и поддршката која имаме од Центарот за европски студии Вилфред Мартен, значи едноставно и една од програмите е стипендирањето на нашите студенти од државните универзитети, каде што и даваме можност да ги споделат искуствата и од Сојузна Република Германија
и едноставно да изградиме личности кои ќе бидат подготвени веднаш по нивното дипломирање да влезат во безбедносните институции и се зафатат со секојдневните обврски. Школата за безбедност во фокусот ја става соработката помеѓу државите, како неопходна алка споменавме за одржување на мирот, но оно што ме интересира е како ќе биде изреализирана истата, каква е програмата и ќе се реализира само преку настава или пак ќе има и вежби, симулации и практичен дел? Почнуваме прво со основниот сегмент каде што не натера ваква тема да направиме, а тоа е промената на меѓународната безбедност и геополитиката како заигра на домашен терен. Односно, како денеска секој ден секој од нас трепи дали нашите деца ќе се вратат или не дома од лажните повици за поставени бомби, дополнително од справувањето и заканите са критичната инфраструктура. Значи, сето ова што се случува на европскиот континент индиректно влијаеше на ранливоста на урбаната безбедност. И тоа не е само задача на државата, туку и на локалната самоуправа, на граѓаните и на сите недржавни актери, невладини организации, Црвениот крст. Затоа, на едно место, покрај универзитетските професори, заедно со студентите, ќе ги имаме градоначалниците од Струмица, Ново село и од тој целосен струмички регион, каде што ќе видиме кои се слабостите со цел да изградиме механизам на отпорност на целокупната локална самоуправа, дали имаат одредени планови, стратегии за урбана безбедност, проценка на ризиците и заканите, затоа што сериозни слабости кои ги има безбедносниот систем кои во ОД се решаваат преку еден инклузивен процес во рамките на Министерството за внатрешни работи, одбрана и другите надлежни институции, сметам дека се не треба да биде фрлено на картата на државата, туку и локалната самоуправа преку концептот на урбана безбедност треба да им помогнеме на граѓаните пред се во нивното чувство на сигурност, но и градењето на капацитетите и на општините, и на градот, а потоа на регионот. Затоа правиме спој помеѓу факултетите, овие странски организации, фондации, центарот, заедно да изградиме една заедничка слика и придонес кон посигурно утре. И по школата продолжува соработката со фондацијата Конрад Аденауер. Има ли некакви проекти кои што однапред може да најавиме? Една од фокусот е токму украинската криза. Ќе реализираме безбедносен форум, истражување и мапирање на безбедносните ризици и закани, затоа што на тој начин сакаме да бидеме и во полза и на градењето на взаемни политики и едноставно стипендирањето на студентите, значи една долгорочна, годишна и полугодишна програма заедно со фондацијата Конрад Аденауер, која пред се полза имаат нашите студенти на филозофскиот факултет. Затоа токму и тоа е предноста да се студира на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што имаме можност да учествуваат и на председателската школа на креирањето на политиките, затоа што правиме спој помеѓу теоријата и праксата. Едноставно треба да се напушти екс-катедрата и токму е таа предноста која нудиме преку овие регионални школи. 21 век треба да е век на модерен технолошки надпревар на идеи и знаења, кои што се чини недоволно го имаме. Во неколку наврати го споменавте руско-украинскиот конфликт како една од темите за кои што ќе се дискутира. Каков е вашиот впечаток, колку актуелната ситуација на релација Русија-Украина е добар пример за вашите студенти како не треба и дека во овој 21 век сите ние треба да се надпреваруваме на многу фронтови, не на војниот? За жал, сите сме сведоци на една сериозна руска војна агресија врз легитимна, независна, суверена држава и тоа ги измести сите елементи на меѓународното право и индиректно како домино ефект влијаеше врз безбедносните ризици на Западниот Балкан поради отворените прашања. Она што ни се мислевме дека нема да биде дел од 21. века, тоа се тие конвенционални закани, употреба на тешко вооружување, за жал денешка сме сведоци и од тука сите елементи на градењето на севкупна безбедносна политика треба да биде одговор и на државата, но и на регионот и војно-политичките организации. Затоа нашиве студенти, покрај тоа што се запознаваат со минатото и сегашноста, каде што сме сведоци на бројните безбедносни ризици, треба заедно да придонесат кон согледување, односно мапирање на
безбедносните ризици. Ги подготвуваме и она што го учат на книга да го согледаат заедно со безбедносните институции и поддршката на фондациите, затоа што сметам дека заеднички одговорот треба да биде пред се општествената одговорност на државните високообразовни институции, но и пред се младата генерација, бидејќи таа е основна и најмногу денеска и со влажните повици на бомби се соочува со ризикот, со стресот, и од тука треба да останеме пред се будни и само на тој начин со сите овие безбедносни ризици и закани ќе се извлечеме со помали последици. Имаме безбедносен експерт во студиото и не можам да не го прашам уште нешто на оваа тема. Професоре, овој конфликт донесе последици какви што не очекувавме, кои не засегаат глобално сите, но не можеме да не прашаме, еве, какви се вашите согледувања за моменталната ситуација? Има ли опција лидерите да седнат на маса и да дискутираат на темава, бидејќи илјадници жртви, меѓу другото, досега зема воениот конфликт? Има ли простор се уште за диалог без удвојување на бројот на жртвите? Какви се вашите прогнози гледишта за оваа година? Војната во Украина и општествените промени пред и по Украина се дел од еден академски диалог кој нашиот филозофски факултет го води континуирано во изминатава година дена, и за време на тие дискусии за жал има различни мислења во делот на сегментата на примената на меѓународното право, но едноставно заеднички заклучокот дека од оваа војна не може да имаме победници, затоа што последиците ги трпат граѓаните и едноставно се поместија некои граници на делување во делот на меѓудржавните односи. Затоа сметаме дека што поскоро треба да дојде до заедничко прифатливо решение, односно двете страни седнат на преговарачка маса. Измативе 365 дена се потврди дека сите тие планови на официјална Москва да со оружје ги помести границите и многу нешта во меѓународната безбедност и политика се покажа неуспешни. Единството на Европската Унија и НАТО од една страна и поддршката која имаме за Украина и украинскиот народ ги даваат потребните резултати. За жал, ова ќе биде долготраен конфликт, дури од замрзнат карактер, кој малку подолго ќе трае, независно дали денес или утре ќе дојде до започнување на преговорите. Преговори се нужни, треба да запре оганот и од едната и од другата страна и едноставно преку разговор и диалог и дипломатијата да говори наместо оружјето, затоа што сите овие сериозни економски последици кои ги чувствуваме сите ние, па дури во секојдневното живење од континуираното движење на стока, на население, за да се и во енергенсите, за да се вратиме назад, ќе ни треба дополнително долг временски период, негативни се последиците, затоа сметам дека е потребно решение мировно за руско-украинската војна, но сите дополнителни проценки говорат дека за жал ќе престои една подолга воена офанзива од двете страни, тоа ќе го одолжи седнувањето на преговарачка маса, но како и да е, ќе дојде до преговори, затоа што тие се нужни и се потребни и на Европа и на народите кои живеат овде на континентот. Нема да ве прашувам повеќе на оваа тема, бидејќи знам дека многу ќе дискутирате со студентите во текот на целиот ден. Богата агенда имате, денеска почнува се. Во Струмица денеска почнуваме заедно со нашите студенти кои веќе се на пат за Струмица. Овде е Црвениот крст кој ќе ни подготви една сериозна показна вежба на справување со директни ризици, закани, пожари, поплави, справување со жртви, со последици, каде што ќе учествуваат и нашите студенти. Овде се градоначалниците, значи заедно ќе делуваме во престојните 3 дена да видиме како ќе изградиме отпорноста на локалната инфраструктура на државата со цел справување поуспешно на урбаната безбедност. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Посакувам успешно да се реализира оваа школа за безбедност, па по завршувањето на истата заедно со вашите студенти овде во студиото да сумираме впечатоци, може така? Договорено ви благодарам за дадената можност да ги информираме граѓаните, да бидеме сите одговорни, внимателни, да ги следиме политиките и насоките кои ги даваат и надлежните министерства и локалната самоуправа, и затоа само заеднички можеме да си помогнеме во справувањето со сите овие безбедносни ризици и закани. И благодарам уште еднаш, посакувам пријатен ден на вашите гледачи. Благодарам.